Добар ден на сите, ви посакувам добре дојде денеска. Накратко само да ве информирам околу агендата. Значи, на самиот почеток имаме потпишување на договорот, потоа имаме една мала фотографија и имаме официјални обраќања од министерката, од госпоѓа Одил и од амбасадорот Дейвид Гер. Повелете, пристапете кон потпишување. Добар ден на сите, благодарам што дојдовте на овој значаен настан. Ми представува особено задоволство што денес се создаваат предуслови за реализација на капитален енергетски проект во делот на домашната електропреносна мрежа. Станува збор за реконструкција на 110 киловолтниот далновод во Ландова Струмица и изградба на нова трафостаница во селото Милетково во близина на Гевгелија. Реализацијата на овој проект ќе овозможи дополнително зајакнување на преносната мрежа на АД МЕПСО во југоисточниот дел на земјата. Во редот на придобивките би сакала да го истакнам и значителното намалување на загубите на електрична енергија, зајакнување на стабилноста и доверливоста на мрежата, што директно ќе придонесе за квалитетна интеграција на дополнителен број на електрани од обновливи извори на енергија на мрежата на македонскиот електропреносен оператор. Овој проект е дел од зелената транзиција на македонската енергетика, затоа што освен намалување на загубите на електричната енергија, зајакнатата преносна инфраструктура ќе овозможи да се приклучат уште 1170 мегавати дополнителни обновливи извори, кои во моментот не се во функција поради ограничениот капацитет на локалната преносна мрежа. Проектот ќе биде заокружен со развој на центар за обука на електропреносни оператори во југозападниот дел на нашата земја, практично регион кој е најмногу засегнат од транзицијата на земјата кон зелена транзиција. Вкупната вредност на проектот изнесува 34,7 милиони евра. Од нив 26,4 милиони евра ќе бидат кредит за АД МЕПСО од Европската банка за обнова и развој, околу 7,6 милиони се грант од инвестицијскиот фонд на Западен Балкан и уште половина милион евра се обезбедени преку климатскиот инвестицијски фонд за забрзување на транзицијата од јаглен. Впрочем, еден од приоритетите во енергетиката на оваа влада е зајакнување на електропреносните капацитети преку реконструкција, односно ревитализација на постојните далеководи. Ви благодарам. Thank you very much, Благодарам министерке, почитуван амбасадор, почитуван директор. Навистина ми е драго што сум тука, што можам да го потпишам овој договор за заем од 26,4 милиони евра за МЕПСО. И навистина го гледаме овој проект како нешто што ќе има сериозно влијание со намалување на загубите за пренос со 14,5 гигавати и намалување на емисиите на CO2 до 8158 тони годишно. Ова ќе го трансформира енергетскиот пейзаж на Северна Македонија клучно. И она што би сакала да го потенцираме дека ќе овозможи поврзување на дополнителни 1,2 гигавати од обновливи извори кои што во моментов не може да бидат поврзани затоа што имаме застарени подстаници во југоисточниот регион. Покрај оваа корист, проектот ќе негува и развој на човечки капитал. Ние ќе му помогнеме на МЕПСО да воспостави центар за обука во југозападниот регион и овој центар ќе се фокусира на обука на операторите на мрежите и другите секторски работници кои што ќе бидат погодени од транзицијата кон зелена енергија
и ќе развијат зелени вештини за еднината. Покрај тоа проектот вклучува и поддршка за развој на мастер план за мрежи во кој што ќе се идентификуваат клучните инвестиции во мрежата кои што се потребни за распоредување нови обновливи извори и да се обезбеди безпрекорна транзиција кон зелена енергија. Во овој мастер план ќе имаме и платформа за правична транзиција преку ЕБР. И секако тука ќе биде и транзицијата од старите мрежи кон нови мрежи, со што ќе имаме и поддршка за заедниците кои што ќе бидат погодени од оваа транзиција. ЕБОР секако е клучен партнер на МИПСО, се финансираат неколку клучни проекти, тие вклучуваат поврзување со Бугарија и Албанија, како и рехабилитација на мрежата со висока волтажа. Силната соработка со МИПСО исто така ќе поддржи акцискиот план за корпоративно управување, како и градењето капацитети за набавките. Се радувам што ќе продолжиме работата со МИПСО и со владата на Северна Македонија за да се олесни агендата за зелена транзиција. Би сакала да се заблагодарам и на нашите колеги кои што работеа на овој проект, што беше навистина мощне важна за нас. Би сакала да се заблагодарам и на ЕУ која што придонесува со грант кон овој проект. Ви благодарам. Почитувана председателка Ирина Басо, почитувана министерка Божиновска. Дами и господа, ми представува огромно задоволство да бидам со вас овде. Овој проект, како што кажавме, е од големо значење за економскиот развој на енергетскиот сектор во Северна Македонија и како што земјата напредува кон својата иднина со ниски емисии на CO2, производство на енергија од сонце и ветар, ова ќе биде многу важно, но колку повеќе енергија се произведува од обновливи извори, толку е поголема потребата да се пренесе таа енергија до местата каде што потрошувачите може да ја користат. Затоа инвестирањето во преносни линии и воведувањето паметни мрежи е клучен потвод во Северна Македонија, имајќи предвид дека мрежите во земјата се стари веќе со децении и многу треба да бидат заменети и имаат недостиг од нови приклучоци. Благодарение на овој заем од ЕБОР и инвестицискиот грант од 7,6 милиони евра од инвестицијската рамка за Западен Балкан на ЕУ и дополнителниот грант, државните компании ќе може да инвестираат во рехабилитацијата на старите како и изградба на нови преносни капацитети. Без такви инвестиции нема да има можност да се исполни планот за декарбонизација кој што го постави земјата во својата зелена агенда накусо. Не може да имаме транзиција без пренос. ЕУ и понатаму ќе придонесува кон овој процес преку инвестиции од инструментот за инвестиции за Западен Балкан и новиот план за раст, затоа што и ќе помогнеме да се изградат посилни регионални поврзувања, да се обезбеди одржлив развој. На крајот на криштата, овие дејства ќе помогнат на Северна Македонија да ја достигне својата цел и да постигне 66% удел од производството на енергија од обновливи извори до 2030 година. Го гледам министерот кој што ќе треба всушност да го спроведе ова. Во духот на Тим Европа ние ќе продолжиме да ја поддржуваме Северна Македонија затоа што инвестицијата во енергетска инфраструктура е двигател за регионалниот развој и економскиот раст. Ви благодарам.